почитуван директор на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски, почитуван градоначалник на Карпош Стефче Јакимовски, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Ми представува огромно задоволство што денеска правиме увид во отпочнувањето на градежните работи за целосна реконструкција на салата Наум Нумовски Борче, која карпошани ја знаат како сала Партизан. Долго време имаше ветување за реновирање на оваа сала и ставање во нејзина функција, меѓутоа драго ми е што конечно се случи договор со изведувач, избрани надзор и веќе денес почнуваат градежните работи за конечно ставање во функција на овој објект кој е од голем значај за карпошани. Со севкупната обнова го враќаме првичниот сјај и функционалност на оваа спортска сала, која е гордост за Карпош и за која се врзани дел од најубавите спомени на голем број скопјани. Токму тука се роди и ефирмираа плејада спортисти од различни спортски дисциплини. Како влада која сериозен дел од својот фокус определува за млади и спорт, водени од важноста која има овој објект преку Агенцијата за млади и спорт, инвестираме 69,5 милиони денари државни средства за да може Партизан да биде целосно, современо, функционално уредено спортско игралиште. За да го вратиме некогашниот дух на спортски ентузијазам и да создадеме уште едно место за спортски активности на младите и на сите граѓани. Инвестираме исто така во објекти кои се од капитално значење и вредност и за државата, но и за младите и за спортот. И во услови на светска економска криза градиме капацитети со кои го подобруваме животот на граѓаните и ги потикнуваме на спортување и рекреација кои се важни и за менталното и за физичкото здравје. Продолжуваме да вложуваме по план во секоја општина населено место во државата, создавајќи општество со еднакви можности за сите. Наша цел е да се потикне физичката активност кај младите луѓе, а пред се да се стимулира и развојот на спортската култура во земјата, да се креираат политики на интегритет во спортските организации, но и поголема родова застапеност во сите сегменти на спортот. Владата и Агенцијата за млади и спорт континуирано вложуваат и создаваат услови за непречено спроведување на активностите на спортските федерации, на клубовите и на индивидуалните спортисти. Креираме мерки како што е ваучер во спортот, со кој државата го пренасочува дел од парите од данокот на добивка во македонскиот спорт. На овој начин компаниите всушност дел од својата добивка за данок на добивка наместо да ја платат на државата, имаат можност да ја вложат во спортски клубови или спортисти кои имаат добиено ваучер од Агенцијата за млади и спорт. Преку ваква мерка, спортските клубови, националните спортски федерации и индивидуалните спортисти добиваат институционална подршка и сигурен партнер во финансирањето на нивните програми, што во крајна линија значи унапредување на спортот. И во време на глобална, здравствена, енергетска и економска криза, со оваа мерка поддржани се 174 спортисти, 46 федерации и 664 спортски клубови, преку која што мерка се реализирани над 574 милиони денари. Интересот е голем, а мерката се поприфатена и во изминативе 3 години со неа активно поддржуваме спортски клубови, федерации и индивидуални спортисти во земјата. Нашите цели се однесуваат исто така и на градење физичко активно население, стимулирање и развој на спортската култура во нашата земја, креирање на политики на интегритет во спортските организации, афирмација на спортската дипломатија и врнат спорт. Затоа и оваа сала Наум Нумовски Борче, за која што посакувам успешна завршница на сите предвидени градежни работи, е влог во таква стратегија и се надевам дека во рамки на рокот за изградба предвидени за 20 месеци ќе имаме можност да ја видиме Партизан во нејзиниот полсјај и заедно повторно со градоначалникот на Карпош, со поранешниот градоначалник, тука го гледам, и други раководители од општина Карпош, заедно со сите граѓани да можеме да ја отвориме салата и како и порано во неја да се одвиваат спортски активности за сите граѓани на Карпош. Ви благодарам.